Благодарам. Почитувани колеги пратеници, председател на владата, присутни министри, почитувани присутни. Јас со жалење можам да констатирам дека ова што доаѓа како предлог на премиерот не доаѓа како желба или предлог на граѓаните, ниту доаѓа како некакво согледување од владата или анализа врз основа на мерливи критериуми, туку ова што сега го гледаме за разрешување на министри, а понатаму и за предлагање на двајца нови министри, доаѓа како резултат исклучиво и само на политички и никаков друг договор. Не само политички договор, туку и партиски договор. Во ред, владата е политички орган, да, владата ја сочинуваат коалициони партнери, но ние не чувме ниту еден збор за мерливите резултати за работењето или неработењето на луѓе кои што до вчера или до денес ќе бидат и се министри во оваа влада. Луѓе, за министри зборуваме, за двајца министри. Во други држави за двајца министри се случуваат владини кризи. Се дебатира за нивната работа, се дебатира што направиле, што не направиле, отчет даваат, иницијативи кои што ги имале. Ние што имаме тука? Што имаме тука освен партиски и политички договор за ухлебување, за алиментирање на политички партнери? Ништо, буквално ништо. Нека каже некој од владачкото мнозинство, што овие двајца министри година дена наназад или повеќе, едниот повеќе, другиот помалце, сработиле за граѓаните на Република Македонија. Граѓаните им дале кабинети, возачи, помошници, асистенти, советници, секретари и така натаму и така натаму. Што овие двајца луѓе направиле? Ке се согласиме сите заедно. Многу малку или можеби ништо. И сега имаме дихотомија, имаме тотално различни мислења од страна на Зоран Заев како председател на владата и СДСМ и господинот Самка Ибримовски како председател на Ромската партија, партијата за целосна еманципација на ромите. Премиерот вели, задоволен, цитирам, пред 5 минути, премиерот вели, задоволен сум од работата на овие двајца луѓе, тоа вчера го каже и во интервјуто. Премиерот вели, ќе им најдеме место, ќе се најде за нив место, ќе плаќаат граѓаните даноци, ќе се троши, ќе се цеди буџетот, ќе се зголемува акцизата, ќе се зголемуваат даноците, ќе се растегне, ќе се исцеди најголемиот буџет во историјата на Македонија, а истовремено господинот Ибримовски како председател на партијата за целосна еманципација на ромите, тука ќе каже, не сме задоволни од нивната работа, бараме за разрешување, не ја направија декадата на ромите, нема доволно проекти, изминативе 10 месеци има фиаско на нивната работа и затоа треба да бидат разрешени. Почитувани присутни, драга јавност, што е вистина од ова? Премиерот вели, добри се министрите, одлични се, ќе им се најде место, големи плати, кабинети, пратениците кои што се тука, од Турската партија и од Ромската партија велат, незадоволни сме, нека се заминат, ништо не направиле. Што е вистината? Кажете ни кои се коалиционите преговори кои што ги имате позади ова. Истовремено, додека тука се дискутира и политички тргува, партијски тргува не само на оваа тема, имаме ситуација, почитувани присутни, каде што социјалната положба на ромите е исклучително неповолна. Луѓето си заминуваат. Дали имаме унапредување, например, во општината Шуто-Ризари? Апсолутно нема некое позначено унапредување во општината Шуто-Ризари. Дали се исполнети ветувањата од страна на градоначалникот на Шуто-Ризари, кој што еден куп работи вети, но ништо не оствари? Не се исполнети. Дали владата ја обезбеди на општината Шуто-Ризари средства во онаа распределба на 50 милиони кои што одеа преку општините? Апсолутно не ја обезбеди ништо на општина Шуто-Ризари, каде што живее бројно ромско население, туку само и буквално ронки. Промили. Зборуваме за промили кои што и беа доделени на општината Шуто-Ризари. Апелирав и кажував да се обезбедат повеќе средства за општина Шуто-Ризари, ништо од тоа не се направи.
Дали е направена положбата на ромите во битолската населба Бајрот? Апсолутно не. Дали има нешто направено за Радански пат? Тоа е штипска населба. Не е направено ништо каде што живеат многу и роми, и македонци, и турци, и сите останати. Дали е направено нешто за ромското мало во Струмица, каде што живее бројно ромско, турско, македонско и секакво друго население? Не. Дали е направено нешто за ромското население во населбата Тризла, во Прилеп? Апсолутно ништо не е направено. Дали овој министар кој што сега го разрешуваме направил нешто за ромското население во населбата Поток, во Тетово или пак во Гостивар? Нема направено, почитувани присутни. Имал кабинети, имал возач, имал возило, имал удобства, имал се живо, но ништо не направил за народот и граѓаните. Почитувани присутни, ние ја имаме најголемата влада во историјата на Македонија со 28 министри, 28 кабинети, 28 возила, 28 службени возила и така натаму и така натаму. Претходно и Зоран Заев како опозиционер, и Радмила Шекеринска како опозиционер, и сите првенци на СДСМ велеа ќе направиме помала влада. Владата ќе има 20 на членови. Што добивме? Добивме алиментирање на коалиционите потреби. Луѓе да стануваат функционери, а народот и граѓаните аир да не видат. Почитувани присутни, имаме министри за странски инвестиции. Не знаеме дали се тројца, четворица, петорица, шесторица. Не знаеме колку се министри без ресор има. Не им ги знаеме ниту надлежностите, а немаат една странска инвестиција донесена. Имаме министри за странски инвестиции на кои што имињата, буквално имињата не им ги знаеме. Ниту сме ги виделе на пресконференција, ниту сме ги виделе со предлог, ниту сме ги виделе со некоја компанија. Имаме 50 и кусур советници, национални координатори, администрација и така натаму и така натаму. Што имаат донесено како инвестиција националните координатори или советници на премиерот од делот на инвестициите? Буквално ништо. Алиментирање на партиски и политички потреби за лидер на политичка партија да има визит карта на која што ќе пишува функција и ќе пишува кабинет на премиерот. А народот дали видел аир? Ништо не видел народот аир од сето тоа. Почитувани присутни, имаме ситуација во која што тука во овој парламент пред малце се гласа за заменици директори во јавните предпријатија, се трупа администрација, во други агенции ни викате ајде заменик, ајде заменик, ајде заменик. На сите можни агенции додавате заменици и администрации. Во овој парламент направивте да има петорица, дали беше подпредседатели, дали заменици генерални секретари, веќе бројот не им се знае. Па ова Шведска да беше, Швајцарија да беше, Финска да беше, нема да може да го издржи. Кај се видело тоа толку министри, толку функции, толку национални координатори, толку советници, толку заменици директори и така натаму, заменици на генерални секретари и се што не, за да се елементираат? Да, знам дека е комплицирана коалицијата, ама некаде треба да се повлече линија и некаде треба да се каже доста. И после година дена тие што ги добиле функциите, треба да им се каже: господа, што направивте? Во ред држале состаноци, во ред терале, не знам, работа и кажувале еве работиме, отчет нека дадат тие луѓе. А не после година дена што пршто не мрднале да се каже задоволни сме од нивната работа. Па не сме задоволни. Народот не е задоволен, почитувани присутни. Испаѓа дека изминативе години и пол, две, единствено Роберт Раѓозовски не чинел и он требал да биде разрешен, а сите други министри биле одлични, а имаме реализација на капитални инвестиции во Македонија 27%, фијаско и дебакл. И никој од министрите не одговара. Реализација на капитални инвестиции 27%, помина годината, ајде ако имаме среќа ќе дојде можеби до 33-35%. Ако е тоа реализација во приватен сектор, тој кој што има таа реализација, односно нереализација, тој што е претпоставен би му се заблагодарил. Во нашава влада и во оваа гарнитура, која што ја предводи премиерот Заев, за неработењето и немањето резултати,
нема политичка одговорност, туку има добри се луѓето, кои им најде место ќе проложат. А кој ќе плаќа? Народот и граѓаните. Благодарам.